По завршувањето на воредната состојба владините уредби немаат важност и тогаш одлучуваат универзитетите како ќе се полага. Студентите контра изјавите на министерот за образование Адеми, кој рече дека не смее да организираат испити и колоквиуми со физичко присуство. Според последната одлука која ја донесе председателот на државата, воредната состојба завршува на 30 мај, а полагањето започнуваат на 1 јуни. Универзитетот Кирил и Методи веќе донесе одлука летната сесија да биде продолжена за 2 недели, односно наместо до 30 јуни да се полага до 14 јули. Од тука студентите гледаат можност испитите наместо онлайн да се полагаат на факултетите според одреден протокол. Министерот Адеми со неговата вчерашна изјава прави груба повреда на начелото на автономија на високото образование. Адеми, кој впрочем е правник, треба да знае дека после 30 мај, ако не се продолжи воредната состојба, уредбата станува обично парче хартија. Значи за начинот, време за полагање на сесијата одлучуваат универзитетот, факултетот и студентите. Ние како факултетско студентско собрание на правен факултет не може да преюдицираме каква ќе биде состојбата, но бараме министерот да не се меша по начинот и времето на реализација на сесијата и ќе бараме да се чека зелено светло од Комисијата за заразни болести и соодветен протокол за одржување. Министерот Адеми пак вели дека знае за петицијата за полагање на испитите со физичко присуство на студентите, но потенцираше дека се уште на сила одлуката за полагање електронски. Доколку одлучиме да имаме промена во законската одредба со законска сила од овој аспект, значи да има физичко присуство, тоа ќе го направиме, ќе се одржи по одобрувањето на протоколот од страна на владата. Последниот збор за тоа како ќе полагаат летово студентите ќе го има Комисијата за заразни болести, која ако одлучи дека тие можат физички да присуствуваат на полагањата, ќе треба да излезе со протокол. Студентите претходно имаа и петиција против електронското полагање, зашто сметаат дека таков начин оценување нема да даде квалитет и ќе подлежи на разни манипулации.